Сега тука што вели, стави тука график со наслов поплаки од градовите. Хоризонтална оска да биде градови, кај тоа градови, а вертикална оска да биде фреквенција. Ова. Значи, ова сакаме да ги правиме овие податоци тука да биде столбест диаграм. Ги обележиме. Видите? Insert. Вако сакаме column. Првиот обичен. И релативно е добро. Ова не ни треба. Значи Скопје 10, беше Охрид 18 и така натаму. Ова не ни треба, ќе го бришеме. Значи фатиме настрана и delete. Така. Со тоа можеме да го затвориме ова и сега ова да го прошириме. И сега сакаме да има, што беше наслов поплаки во градовите. Значи layout, chart tools, layout, chart title, above chart и крилица поплаки од градовите. Enter. И со тоа сме готови со ова. Можеме малку да го средиме. Значи овај дел тука да ја смаламе. Така за титулата да дојде така. Добро. Со тоа сме готови. После подолу ще пиши стави тука график во вид на пита со наслов. Тоа значи треба да најдеме нешто што се собрава до 100%. Тоа се овие. Значи првен клик и влечкање на Скопје до Прилеп. Сега држиме Control и овие бројки тука што се собрава до 100 за пита. Сега Insert и сега сакаме Pie. Обичен. И тоа е готово, само треба пак да додаваме овај, како се вика, наслов. Чи го надолу. Пак одеме во Layout, Chart Title и Above Chart. И пак да куцаме, оти не го мемориравме, поплаки во градовите. Enter. Доколку ги сакаме имињата на градови да биде внатре во питата со процентите, одеме во Chart Tools Design, еве таков дизајн, тука, кликнеме и еве внатре се процентите и имињата на градовите во самата пита. Стави тука полигон се често во вид на линија, значи линиски диаграм со наслов истото. Пак сакаме овие двете. Значи тие се еден до друг, само со кликнување и влечкање. Ако треба посебни колони, треба првата колона, па Control, па другата колона. Значи сега сме Insert. Линески диаграм. И тоа е готово. Така, ова да го нема како и пред тоа. И сега док сме тука да го додавам наслово, Layout, Chart Title, Above Chart и пак да го купцаме поплаки во градовите. И сега само да го земеме тоа тука страна и надолу. Сега малку да биде ова и посплесна, за да ни бери во дадениот простор. Сега еве, крајната табела ни изгледа вака. Еве, список на податоци што направивме. Еве, го столбест диаграмот, пита диаграм и линески диаграм. Со тоа сме готови.